Марија Исаиловска е девојката која што стои зад брендот Шеќерна, каде што можете да најдете изобилие на сладки задоволства. Буквално шеќерни и медени сладки со кои што сите ние уживаме, особено во овој предпразничен период. Шеќерна постои веќе 4 години, а ова утро одблиску ве запознаваме со Марија и со незината работа. Марија, ќе ви посакам добро и убаво утро. Честитки за големите успеси кои што ги имате и луѓето кои што коментираат за шеќерна, сите оние кои што пробале еднаш се вратиле уште многу пати да пробат од сладките задоволства кои што ги нуди шеќерна. Како настана и ве приказната на шеќерна? Шеќерна започна со почетокот на Fat Kitchen Bistro, значи постоиме скоро 4 години. Јас уште од самиот почеток сум инволвирана во ова бистро тука, работам во делот за десерти. По иницијатива на Никола Исаиловски, цаци сите го знаат, он бараше да се направи нов дел, односно профил кој што ќе биде одделен само за благите во Fat Kitchen Bistro и така полека ја оформивме шеќерна. Шеќерна добро позната, особено во главниот град. Колку време ти беше потребно претходно да се подготвиш за да излезат сите рецепти онака како што излегуваат денеска? Тоа е континуирана работа. Значи, постојано истражување, работење, правење грешки, обиди, додека не се постигне резултатот кој што не задоволува сите за да може да се понуди на публиката. Значи, и од претходно секогаш имам сакано да готвам без разлика што сум аматер во ова што го работам. Што знам, постојана работа. Не е нешто што сме се подготвувале, па е да сега ќе излеземе на пазарот, тоа е постојана и континуирана работа. Јас може да кажам дека си вистински професионалец, далеку од аматери, дека се она што е подготвено е буквално направено за вкус на секого да му се допадно, сите оние вклучувајќи мене кои што сакаат и уживаат во сладките задоволства. Сега сме во еден период есенски, предновогодишен, предпразничен. Какви се десертите сега, што се подготвува во овој период од годината? Така, сезонски работиме, пролет, лето, есен, зима, како и сите останати што се занимаваат со оваа бранша. Овој период на репертоар имаме многу интересни сладки. Од тиква, тикварникот, по него сме многу познати, мафините со урми и сореви, тартот со костени, тартот со јаболка, брауните банана, лебовите со јатки. Отприлика тоа е. Да, богата програма на се што го нуди шеќерна. Код каде црпеше ве инспирација за толку да ги соединиш сите состојки и да биде се така тоа вкусно, сочно, примамливо и на изглед и на вкус и да се стане на некој начин па и зависено од овие сладки? Така, да. Инспирацијата па од социјалните медиуми. Значи гледаме што е актуелно надвор, од традиционалните рецепти, многу кувари, многу предавања онлайн, така да од се по нешто. Што е најтешко според тебе? Што ти беше најтешко да го научиш и да го погодиш рецептот онака за прецен или прво тебе да ти се допадне, а подоцна и на сите оние кои што сакаат да јадат благо? Па сите оние рецепти кои што бараат поголем ангажман, односно изработката на тесто, со него може многу да се сгреши, ама и многу да се добие доколку се изработи како што треба и треба многу учење и анализирање за ферментација, не знам, за обликување понатаму. Веројатно работата со тесто, ролничките со цимет, фокачите. Да, ролничките со цимет се она што е тренд, нели, особено во овој период? Периодов, да, многу. И многу замав тој тренд на ролни со цимет кај нас и многу ме радува. Може ли накратко да ни објасниш процедурата, постапката на ролнички со цимет? Па, на ролнички со цимет во принцип целиот процес трае од прилика 4 до 5 часа за финален продукт. Започнува со прва ферментација на тестото, потоа размесување, втора ферментација на тестото, обликување, трета ферментација, потоа печење и на крајот филување.
Значи тоа е долг процес, ако сакате да имате убав производ, не избрзан. Да, особено за кога сме во трка со времето, нели сте сакаме нешто дома да приготвиме на брзинка, но затоа можеме од шеќерна да си пробаме ролнички со цимет и да ни секако да не се мачиме нели во дома да си ги правиме. Каде се можат да се најдат освен во Fat Kitchen бистрото, каде можат да се најдат производите на шеќерна? Производите на шеќерна и на Fat Kitchen бистро можете да ги најдете во Dude Specialty Coffee и во Концепт 37 по моментов. Тоа се трите локали каде што сме распространети. Исто така може да си нарачаат луѓето на телефонскиот број што е понуден за домашни потреби. Марија, што е она што ќе го понуди шеќерна еве во овој предпразничен и празничен период? Што е новитет, на што работите во моментов, на она што ќе може да го вкусат сите љубители? Периодов бидејќи започнуваат постите, ќе имаме нови производи на мени кои што се веган, постни, джинџербред торта постна и куглов кој што ќе биде исто така посен, новогодишни изданија на досегашните производи, прилика тоа е се. Јас ви посакувам уште многу успеси, уште многу луѓе во иднина да правите среќни благодарение на вашите сладки задоволства кои што излегуваат од шеќерна. Ви благодарам многу и на вас.